не делува како да се вратија во топ амбиент прашањето на замрзнатите цени, субвенционирањето за одредени производи, порастот на нафтените деривати и многу повеќе очекувањата главно насочени кон владата. Владата во меѓувреме излезе минатиот петок со дополнување на економската агенда до 2024 година, во кој се преориентираат одредени доминантни правци на економскиот развој врзани за така речената зелена агенда и овие проекти кои имаат долгорочно значење. Професор Благица Петрески од American College и лидер на Институтот Finance Think, кој е еден од престижните истражувачи на економските движења. На почеток, Петреска, ми се чини дека потребата од замрзнување на прехранбените производи и на некои делови од прехранбените производи, особено кај неквалификуваниот леб, кој и така натаму, предизвикува повторно бранување кај економската јавност дека тоа е соеден државен интервенционизам кој не ја развива економската логика на конкуренција. Вас ве прашувам, ако се ослободиме од демагошките приводи дека сега тоа е добро заради стандардот и заради сиромаштијата, можеме ли тоа да го планираме и да го предвидиме како долгорочна мерка која ќе избега од прашањата на конкуренцијата? Пред се добро утро на вас и на вашите гледачи. Драго ми е што денес имам можност да дискутираме на значајни теми. Во поглед на темата на замрзнување на цените на одредени производи, ние забележуваме дека во последниот период едноставно настана форма на паника каде што заради растот на цените во голема мера се носат мерки кои што имаат краткорочна природа и сите тие мерки, ако ги забележиме, се со цел да ги заштитат најранливите граѓани. Така што ние, за да постигнеме една цел, преземаме низа на мерки кои што имаат широк опфат. Така, например, тоа ако пластично го објаснеме, тоа значи дека вие имате една цел да отепате зајак, меѓутоа за тој зајак да го отепате, вие користите широк арсенал кој што вас ќе ви се распресне на сите страни. Ние сакајќи да ја постигнеме едната цел, изфрламе пари каде што таргетираат можеби и граѓани кои што може да си дозволат да ги платат тие да платат услугите кои што се нудат по цена која што е пазарна. Класичен пример за тоа е топлификацијата и грејењето. Во Скопје се греат околу 440.000 семејства. Ние на одреден начин направивме се, збориме ние, зборам за владата и така натаму, нешто што инаку е главна тенденција на фирмите кои се занимаваат со тоа. Па ќе им најдеме пари, па им префрламе, па не може да најдат газ, па ќе им бараме газ. Ние се навикнавме дека државата станува глобален предприемач. Ние во последните 15-20 години веќе станавме премногу зависни од субвенции. И тие субвенции ние ги доживуваме како начин каде што во секој момент кога ќе згусне ситуацијата може да биде елементирано преку државни субвенции. Да забележиме во минатото биле земјоделските субвенции каде што во голема мера биле користени и како социјална категорија. И денес тие опфаќаат околу 110 милиони евра од буџет. Минатата година следни субвенции се субвенциите за плати и придонеси каде што достигнавме фантастични 40 милиони евра поддршка од централен буџет. Тука се помошта за компании, помошта за странски директни инвестиции, помош за финансирање на туризам, различни форми на помошти каде што секогаш ние очекуваме дека тоа треба да го плати државата и ние веќе државниот интервенционизам ни станува многу доминантен иако сакаме да претендираме да станеме економија која што функционира на пазарни механизми. Така што ние преземаме многу краткорочни мерки кои што скапо ги плаќаме и не го решаваме проблемот. Зошто? Затоа што проблемот само привремено го ставаме под тепих, а не ги решаваме структурните проблеми. Например, доколку
ме спомнавте топлификација. Да, ние на краток рок ќе го решиме проблемот затоа што цената на некој начин ќе ја осигураме и верувам дека во овие моменти за многу семејства тоа представува тешкотија секој еден пораст на цените. Меѓутоа постојат други механизми како тоа треба да го направиме, каде што ќе потрошиме веројатно многу помалку пари. Значи ние имаме механизми за енергетска сиромаштија, заштита од енергетска сиромаштија, каде што има јасен таргет, точно ги таргетира само оние кои што се најсиромашни и можеби во овој момент треба ние да таргетираме преку механизмите кои ние веќе ни се воспоставени, а паралелно да работиме на структурни реформи. Затоа што во моментот ние ќе направиме субвенционирање на електричната енергија и субвенционирање на гасот. Меѓутоа ние на таков начин не решаваме проблем. Зошто до година можеби ќе се појави повторно, затоа што ние треба да се навикнеме дека едноставно за тие услуги, за тие производи, ние цената ќе ја плаќаме повисока. Единствен начин да осигураме долгорочност е да започнеме со структурни реформи каде што ние ќе го зголемиме домашното производство, каде што ние ќе инвестираме во обновливи извори на енергија, каде што можеби наместо финансиска поддршка на домаќинствата преку субвенција на сметката, ќе дадеме, ќе возможиме енергетски грантови каде што ќе ги поттикнеме домаќинствата да инвестираат во сопствено производство на енергија. И на таков начин, значи тука сакам да ги споменам на пример се субвенциите за енергетска ефикасност кои се во економија, каде што не се по опфат големи, меѓутоа се во насока на одржливи цели. Ние таков тип на субвенции ни се потребни и таков тип на форми на инвестиции каде на структурен начин ќе ги решиме проблемите. Ако трнеме по таа пирамида, ние на крај ќе се сведеме, како што и сами рековте, во субвенционирање на платите, кај делот тоа е благодарејќи на субвенционирање на работни места кај нови фирми и што е можеби позитивно. Меѓутоа, прашањето е колку тие субвенции создаваат додатна вредност која се враќа потоа во буџетот од каде што се елементираат повторно приходи. Имаме двојност на перцепцијата дали државата толку треба да се изложува на ризици. Лесно е да даваш субвенции, но е многу тешко да обезбедиш кредитирање во денешни услови во кои буџетот станува се по-дефицитарен. Прашањето ми е како да ги одвикнеме или како да ја прекинеме таа алка на перманентно изложување на буџетот во гасење на пожари. Тоа е елементарно непознавање на социјалната грижа. Значи, минатата година беше специфична година, каде што сите бевме затекнати на некој начин од ковид кризата и голем дел од компаниите беа под ризик дека можеби нема да ја издржат таа криза и дел од мерките кои што беа донесени ад хок, то мислам повеќе на платата 14.500 денари, беше права мерка за да направиме заштита на губење на работните места. Меѓутоа, како резултат не беше само таа мерка, беа низа на други мерки кои беа донесени и веќе ние стигнавме до фаза на буџетски дефицит, кој што минатата година 8,2%, каде што предизвика пораст на јавниот долг и веќе оваа година ние започнуваме со фаза влегуваме во фаза каде што ние немаме простор за дополнителни генерирање на и поддршка на таков тип на субвенции кои што ќе прават притисок врз буџетскиот дефицит и јавниот долг. Спротивно, ние имаме фискална стратегија каде што предвидуваме дека во следните години ние треба да завлеземе во фискална консолидација. На кој начин тоа ќе го направиме? Од една страна мора да ги кратиме непродуктивните трошења и кога зборувам за непродуктивните трошења, ова е долга дебата за непродуктивни трошења и пред се мислиме на кратење на мебел и кратење на возила, каде што и во тек на криза гледаме како ставки дека ни се појавуваат. Значи парите нас не истекуваат. И меѓутоа не се само тие ставки. Значи имате низа на субвенции и низа на вакви ад хок мерки каде што вие излегувате од пазарните механизми. И каде што не секогаш тие субвенции може да се наречат продуктивни ако вие направите нарушување на пазарното функционирање. Значи од една страна го нарушувате пазарното функционирање, од друга страна
не поддржувате структурно да се реши проблемот, од трета страна дополнително го притискате буџетот, а знаете дека сте пред фискална консолидација и на таков начин се создаваат низа на се отвараат нови рани, практично. И ние немаме друг начин освен кратење на сите непродуктивни трошоци, каде што вклучително се и овие форми на субвенции и каде што од друга страна ќе ја јакнеме даночната база, пред се мислам на справување со сивата економија и да не ја подкопуваме онаа фаза каде што треба да прибираме средства од ДДВ. Благица Петревски, универзитетски професор и шеф на Финанстинк, организација која се занимава со финансиски и економски анализи, ми го предизвика вниманието така речениот бриф 54 околу исполнувањата на економските ветувања на оваа влада. Фрапантен е податокот дека според вас дека само 14,5 или 15% од така речените економски ветувања се реализирани. Зошто е така? Кои се реализирани и каде е детекцијата на слабостите? Така, ние во пред парламентарните избори започнавме една акција каде што ги повикавме сите политички партии да направиме симулација на нивните предлог мерки, се со цел да оневозможиме во програмите во иднина да се најдат мерки кои што тешко би биле остварливи, чии ефекти не би биле постигнати или можеби резултатите ќе се постигнат, меѓутоа скапо ќе не чинат. И има можност сите политички партии да предложат по една до две мерки, каде што ние ќе ги тестираме квантитативно и ќе им дадеме одредени насоки. И верувајте, на тој повик се јавија само две политички партии. Не меѓу големите политички партии, помеѓу помалите интересот беше поголем. Меѓутоа, нашата задача беше после, без разлика која ќе биде изборната програма, која ќе биде партијата која ќе ги добија парламентарните избори, односно коалиција, да ја земем програмата која ќе биде во функција следни 4 години и ние само иницијативно да направиме следење на тие програми. Идентификувавме 27 мерки во социоекономскиот домен, кои што може да бидат квантифицирани. Затоа што видите, има тука и мерки кои што викаме ќе зголемиме продуктивноста. Меѓутоа, тешко е да на кој начин ќе зголемиме? Што значи зголемување продуктивноста? За вас може би зголемување продуктивноста значи едно, за мене друго, за компаниите трето. Значи ние мора да имаме квантитативен индикатор. Од тие 27 мерки направивме тренд колкави биле постигнувањата 2016-2019 година, направивме интерполација како би се движело тоа до 2024 година и ги поставивме таргетите кои што владата за себе си ги има поставено како таргет на постигнување. И во 2022 година почеток веќе можевме за прв пат да видиме какви се постигнувањата кај одредени мерки. И она што го детектиравме е дека 18,5% се исполнети од ветувањата, кои што претходно ги класифициравме во исполнети, во насока да бидат исполнети, неисполнети и во спротивна насока да бидат исполнети од нивниот зададен таргет. 18,5% се исполнети, и може би оваа бројка не е висока, меѓутоа на тоа ги додаваме и оние 14,8% кои што се во насока на исполнување. Ако погледнеме кои се тие мерки кои што се исполнети, главно се во даночната област, каде што имаме намалување на ДДВ на угостителски ресторански услуги, имаме намалување на занетчиски услуги и една од мерките кои допираат до политики е во делот на неформалната економија, односно вработени кои што се работници кои работат без договор. Значи тука имаме намалување. Меѓутоа зошто имаме намалување? Затоа што минатата година токму имавме поддршка, голема поддршка на тој сегмент на работници и голем дел можеби од компаниите ја искористија моментот на поддршка и формализираа одреден број на вработени. Но тука треба да бидеме внимателни што ќе се случува. Но она што загрижува е дека 44% од овие оддадените ветувања се во спротивна насока од ветувањето. И тука спаѓаат ветувањата кои што се во смисла на капитални инвестиции, инвестиции за патишта и сите оние ветувања каде што нас забележуваме дека ние имаме административен и институционален некапацитет.
И сега имате тука парадокс. Ако тие инвестиции не ги реализираме, тие во основа имаат двојно својство. Прво, создаваат нови работни места, второ, влечуваат инпути во буџетската потрошувачка. Ако тоа не се реализира, нели, ние одиме постојано по теркот дека најчесто ги прелеваме парите кои ќе се најдеме во теснец од така наречените капитални инвестиции во овие интервентни инвестиции. И постојано сме во цедило. Патишта нема, ајде не зборам за пругата. На тој план, кој е моделот тоа да се таргетира како главна компонента на реализацијата на владините проекти? Точно, капиталните инвестиции и севкупно оваа компонента на инвестициска компонента е многу значајна за поттикнување на економскиот раст. Меѓутоа, проблемот на ваквата состојба на 44% во спротивна насока е фактот дека тие таргети биле нереалистично поставени. Ако ние видиме дека низ минатите години имаме релативно мало постигнување кај овие 5-6 мерки, ние не може да таргетираме експоненцијален раст кај таквите мерки. Значи, зошто? Треба да се запрашаме зошто во минатото ние не можеме да ги реализираме капиталните расходи. И ова не е проблем на оваа влада, ова е проблем кој што нас не трае децени. Значи, ние имаме нешто суштинско. Немаме ли доволен капацитет? Страф ни е од одговорност. Немаме капацитет да направиме тендери. Немаме капацитет да проектираме. Имаме проблем на многу краткорочно буџетирање, каде што сега верувам дека со законот за буџети кој треба да биде донесен, веќе долго се очекува, ќе се надминат дел од тие проблеми. Меѓутоа, ние мора прво да адресираме, тоа е болно. Тоа не се случува преку ноќ таквите промени. Ние еднаш за секогаш мора да ги напуштиме навиките дека на краток рок за 2 години ќе постигнем. Не, многу од овие проблеми се решаваат во долг временски период и се решаваат во континуитет. Така што мора да адресираме малце по реалистично и малце по структурно за да веќе започнеме. Читам во петокот соопштенијата од владата дека има дополнување на така наречената агенда за економските приоритети до 2024 година, до крајот практично на мандатот. Тоа што е стожер таму, на одреден начин представува малку покритие, а стожерот е зелената енергија. Таму каде што сега има правец на така наречен бум во инвестирањето од фотоволтаици, во обновливи извори и така натаму. Но и тоа е резултат на, дали е тоа резултат на привремено скенирање на состојбите или на долгорочната економска и енергетска стратегија? Тој правец верувам дека доаѓа и е движен и од глобални сили, затоа што веќе енергетската криза не е глобален проблем и веќе крајните цели во светот се во насока на преминување кон зелени агенди, кон одржливи извори на енергија и кон цели кои што се поодржливи. И тој правец е и во линија со стратегијата за енергија, енергетската стратегија која што предвидува дека ние постепено ќе преминуваме кон такви форми на произведување на енергија од обновливи извори и верувам дека доколку направиме една сериозна посветеност на тоа поле и стратешки се посветиме да ги исполниме тие цели не се така лоши, затоа што може би ќе ја подигнати конкурентноста севкупна на економијата. Јас не сум од сектор енергетика да знам колкави се потенцијалите за производство на енергија од такви извори, што тоа значи, меѓутоа што тоа е ставено во стратегијата за енергетика, верувам дека постручни лица тоа го направиле и тие цели не се лоши доколку успееме да ги постигнеме. Се извинувам. И за крај, професор Петреска, тоа што е дневна реакција. Синдикатите бараат веднаш зголемување на просечната плата, на минималната плата. Иако зрели економисти предвидуваат дека таа не е резултат на продуктивноста, на растечката продуктивност во Македонија, на ниското ниво на продуктивност. Од друга страна, тој социјален баланс, потребата од најниска плата до најниска пензија е таков голем распон што веќе
прашањето на социјалното расслојување има долгорочни цели која тешко може да се избалансираат. Во последните неколку недели веќе настана тензија помеѓу синдикатите на работниците и на работодавачите и доколку ги слушате индивидуално, и едните и другите се во право. Факт е дека најранливите категории, оние кои земаат минимална плата, беа можеби најпогодени од севкупните кризи кои постоја во овој момент. Меѓутоа и факт е дека продуктивноста не ни е на високо ниво, дури немаме тренд на пораст на севкупната продуктивност. И сега каде е тука, затоа што синдикатите на работници исправно бараат, затоа што тоа им било ветено, работодавачите се бунат доколку тоа падне на нивни грб. Значи има два аспекти. Првиот аспект е она усогласување кое што треба да ги следи трошоците на живот и кое што е загарантирано во законот за усогласување, и тоа усогласување треба да биде исполнето, и на таков начин ние обезбедуваме дека работниците кои земаат минимална плата ќе им биде усогласена нивната реална вредност за трошоците на живот. Меѓутоа, секое дополнително зголемување на платата кое што е надвор од продуктивноста може да направи дисторзии на пазарот. Зошто? Затоа што крајното прашање е кој ќе го плати тој трошок кој што е поголем од продуктивноста на работниците. Доколку падне на товар на работодавачите, еден од ризиците е работодавачите да изнајдат мудри и креативни механизми каде што ќе влезат во неформална економија. Не неопходно значи дека ќе ги испуштат работниците. Меѓутоа, ние и во моментот имаме застапеност на плата во плико. Дали тоа ќе ги мотивира да ги вработат на помалку работни часа од 8 часа, а разликата да ја плаќаат во И повторно не ја допираме сивата економија и сивата зона на трансакции платиш. Да. А во вториот аспект е доколку тоа го поднесе државата, доколку државата рече во ред, ќе дозволиме да има минимална плата која е повисока од моменталната продуктивност и на тој начин ќе обезбедиме субвенции, се враќаме на она што на почеток го дискутиравме. Колкава е колизијата со целта за фискална консолидација и дали ние можеме постојано таквиот раст да го поттикнуваме со поддршка од централен буџет. Така што темата е прилично сложена, но мора да бидеме трезвени, затоа што едно е ветување, друго се можности. Благодарам, тоа беше Благица Петревски, економски аналитичар, неколку пати ја најавам како шеф на Finance Think. Тоа е, почитувани гледачи, денешниот избор, мојот избор на економската тема.